Статусот на Охрид под капата на УНЕСКО виси. Не гази времето за исполнување на препораките кои треба да ги реализираат во најголем дел институциите на централно ниво, како и општината. Градоначалникот Пецаков отворено вели проектите кои треба да ги спроведе градот Охрид се изготвени, но требаат пари. Презадолжената општина која е затекна удавена во долгови, ни оддалеку нема пари сама да сервисира се што бара УНЕСКО. Ако ја трниме отстранувањето на депонијата Буково, се потребни, односно висината на проектите околу 14 милиони евра. Ние 14 милиони додуше сега е намален долгот, меѓутоа сериозна е бројка заедно со тековните обврски, сигурно се 12 или 13 милиони евра само годишниот, односно долгот, а годишен буџет на општина Охрид е околу 10 милиони евра. Немаме можност ние сами да го завршиме тоа. Преку странски донации и разни грантови, општина Охрид прави напори да стигне до потребните пари за реализација на проектите кои од нас ги бара УНЕСКО, вели Пецаков. Но кога сме кај депонијата Буково, која представува еколошка бомба и една од главните препораки на УНЕСКО, требаше да биде затворена до крајот на 2020 година. Планот за изграда на регионална депонија во Новаци, кој го тера Министерството за животна средина, е во застој. Преку Министерството за животна средина треба да се земе еден грант кај што ќе биде формирано регионално предпријатие. Во моментов беше закочено и заради локацијата која што е обдурена во општина Новаци, си има општината некои побарувања за да биде завршено, за да биде завршено префајлањето и формирањето на таа регионална депонија, бараат некакво си формирање на односно изградба на пат, се извинувам, така да од страна на државата. Факт е дека забрзување на процесот на рушење на дивоградбите е приоритет на УНЕСКО, но за да стигнеме до нелегалните градби, прво треба да се формира регистар, потоа транспорт и врски конечно да го заврши планот за управување со Охридското крајбрежје, кој од суштинска важност, а требаше да биде готов до крајот на 2021. Појаснува Пецаков, кој барем кога станува збор за УНЕСКО, имам вели соработка со институциите на централно ниво.